Компаниите имаат потреба од стручни кадри, но такви не се произведуваат доволно, сметаат во Агенцијата за поддршка на предпријатија ЕСА. Според нивните истражувања, младите не се одлучуваат за професии за кои е потребна стручна подготовка. Предпријатијата имаат потреба од стручни кадри, нарочито од кадри што за најчиски дејности. Но проблемот или недостатокот е дека формалното образование, на жалост, во овој момент не може да одговара на побарувањата за работна сила од предпријатијата. Формалниот систем во моментот не произведува доволно кадри со соодветно стручно образование. Нарочито на групата на, да кажеме, средната група, со средно стручно образование, соодветни профили кои што ќе им вржат практички да работат во самите предпријатија. Од друга страна, предпријатијата не чекаат дека мора системот да произведува, туку тие сами се нафаќаат и го пополнуваат таа празнина. Значи, вработуваат млади, ги обучуваат, ги едуцираат во нивните погони и после понатаму тие стануваат успешни работници. Сите фамозно одма кажуваме дека земјоделско училиште, текстилно училиште. Во пракса од 2007 и наваму тие не се викаат така, туку се средни стручни училишта, средни стручни општински училишта, каде што имаат многу добри профили за соодветни дејности што и ги бараат на големо предпријатијата од тие кадри со таква стручна подготвеност. Ова тврдење се подкрепува и со фактот дека во првиот уписен рок во Општинското средно стручно училиште Ѓоце Стојчевски Амбарче се запишале само 66 основци, а во гимназијата Кирил Печиновиќ 685. Агенцијата за вработување нуди повеќе активни мерки како само вработување, субвенционирано вработување, практиканство, но таму вела дека повеќе не се бараат општи работници, туку оние со стручни вештини. Повеќето од децата, осмоделенци, се изјаснија за средно образование, не стручно образование. Може да се каже дека повеќе го преферираат гимназиското образование, тоест дека во овој период побарувачката на пазарот е за стручни образованија и за строго наменски образованија, значи по таа номенклатура на ИСКО моментално на пазарот се бараат стручни образованија, значи тргнувајќи од преработувачката индустрија па до стручни образованија во медицина, како и економски струки и другите струки кои што се слободни на пазарот на труд. Никогаш работодавачот кога доаѓа кај нас не бара општ работник. Затоа што порано повеќето од луѓето се пријавува како гимназиско образование и општи работници. Сега веќе работодавачот никогаш нема да бара општ работник, туку ќе ги бара дополнителните занимања, сертификатите кои што ги напоменав низ животот ги стекнал низ своето образование и она што е комплементарно што би можел да го работа. Жителите на Тетово со кои поразговаравме имаат различни мислења за тоа колку младите во земјава имаат можност да најдат работа. Работа тешко. Јас сам работен, од цела фамилија едини сам работен. Имам 6 женови, све зависат од мене. Само преку партиите може. Друго не може. Тој што сака да работи секогаш ќе најде работа. А тој што избегава работа да го пратите и во Австралија нема да најде работа. Според податоците од агенцијата ЕСА, во Тетово невработеноста е околу 31%, од кои повеќето се млади со нестручно образование и е втор град по бројот на невработени во земјава. На државно ниво пак невработеноста забележа пад на 29,9%.